Во рамките на програмата на фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков денеска се промовираше книгата Поезија Крилести одаи на Јоана Шишкова. Поезијата на Шишкова, полна со социјално мотивирани теми, беше представена пред струмичани. Според промоторот Гоце Ристовски станува збор за изграден автор кој низ песните поттикнува на размислување. Оваа книга во која што главни доминанти се поделени така во три пасуси, ќе говори можеби и самиот автор како тоа, веламе главно социјална поезија. И тоа замислете на почетокот на 21. век, но таа е една реалност со која се соочуваме глобално во светските рамки. По некои 50 на години, а и нешто повеќе, добиваме една силна социјална поетска реч од една поетеса по веќе култните, волшебните стихови на Кочо Рацин, основоположникот на современата македонска поезија, кој што исто така и до ден денес е првен мајстор не само на стихот, туку и на темите кои што произлегуваат од социјалната средина. Пишува се разбира во она време пред военото на македонски дијалектот негов белешки, пишува во добар дел на српски. Авторката вели дека низ песните говори за она што го оптоварува младиот човек и дека тоа е нејзиниот начин да се изрази. Толстој вели дека секоја експресија на емоциите, значи е заразна, таа една инфекција која што треба да го зарази уживателот, односно уметникот има задача да го зарази, инфицира уживателот, консументот на уметничкото дело во одреден момент. И за таа инфекција зараза една негативна конотација на една неморално окружување и политичка, да кажам, тортура на нашето општество, на рак, доведе до тоа да го создадам првиот сегмент од оваа книгичка, Падот на градот, под наслов, кој што не говори само за Скопје, денеска кој е представено низ една шизофрена идеологија, да кажам, но воопшто за сите помрачувања кои дигнат во тишината на нашата човекова реалност и живот. Може би во првиот дел на Падот на градот провеува една екзистенцијалистичка теговност и мачнина која Сартер ја носи како таква за градење на самобитие во затворна таа модерна луксузност и технологија или она што Боџијар го вели симулација на симулакрум, значи имплозија, хиперреалност, на една екстаза на комуникација кој што дават инстант слики и вредности, а ништо не кажуваат. Значи апсолутно само една чиста офузија, тоа е во првиот дел, или кај што го бара, нели, преку абсурдот, смислата ја бара, зашто да се постои да се живее едни, да кажеме, сизифови маки или тегуби, нели, на каменот, кој што во мојот живот е застанат, може би, 15 на години, нели, и убива таа креативна плодност на духот кој треба да создава и твори, само за тоа што размислува поинако од оно што го размислува мнозинството. Јоана е ќерка на доајенот на македонското глумиште Ристо Шишков и прима балерината Зорица Поровска-Велевска.